Жестоки напади на руската армија во Северодонецк. Британското министерство за одбрана смета дека и двете страни ќе претрпат голем број на жртви. Председателот на Украина Володимир Зеленски посочи дека нивната одбрана ќе зависи од помошта што ќе ја добијат од Западот. Во Донбас продолжуваат многу жестоки борби, секој ден ги повторувам овие имиња: Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Славјански, многу други. Русија сака да го уништи секој град во Донбас. Сите овие урнатини во некогаш среќните градови, црни траги од пожари, кратери од експлозии. Ова е се што Русија може да им даде на своите соседи, Европа и светот. Меѓу другото, Зеленски директно ги обвини руските акции за растот на цените на суровините, велејќи дека Москва прво ја блокираше енергијата за да ги зголеми цените, а сега истото го прави и со храната. Тој им се заблагодари на сите земји кои досега испратија помош за Украина. Портпаролот на Руското министерство за одбрана Игор Конашенков изјави дека руските сили уништиле база на странски платеници во регионот Харков. Ракети со висока прецизност лансирани од воздух уништија база на странски платеници во близина на селбата Авдеевка во регионот Харков, покрај тоа уништен ракетен систем Бук М1 во близина на селбата Минковка во Донечката народна република. Конашенков исто така објави дека руските ракетни артилериски сили уништиле 2 ракетни фрлача град и 9 парчиња оружје на терен, како и складиште за гориво, заедно со елиминацијата на, како што рече, на 300 националисти. Во меѓувреме, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пристигна во Киев за да разговара околу плановите на Украина за приклучување кон Европската унија. Зеленски повторно апелираше до земјите од Европската унија да го отворат патот на Украина кон унијата. Имаме исти цели. Сакаме да ги насочиме инвестициите и да испорачаме реформи за да го подобриме животот на украинците, да ја обновиме Украина, да ја направиме атрактивна за инвестирање и секако да ја поддржиме да го следи европскиот пат. Русија пак го предупреди НАТО дека ќе следува пропорционален одговор поради зголемувањето на трупите во Полска. Засега нема договор за украинското жито.